Златка и трите мечки. Си беше еднаш едно семејство мечки. Татко мечок, мајка мечка и мало мече. Едно утро мајката мечка подготви вкусна овесна каша за поедок. Но бидејќи беше премногу врела, таа рече: "Зошто да не одиме на прошетка додека се излади кашава?" "Одлична идеја," се согласи мечокот и мечето. А така ја оставија вратата подотворена и заминаа во шумата. Нешто подоцна, едно девојче, кое се викаше Златка, поради низините руси кадрици, поминуваше покрај нивната куќа. Бидејќи виде дека вратата е подотворена и бидејќи беше вистинска мала љубопитница, влезе без да тропне. Златка дзирна во кујната и виде маса на која имаше 3 чинии, од кои излегуваше пареа. Една голема, една помала и една најмала, и кои беа полни со вкусна овесна каша. Не можејќи да одолее, ја грабна најмалата чинија за да проба малку. Но кашата беше толку вкусна, што за миг ја исрка целата. Па реши да продолжи со поголемата и на крај со најголемата. По некое време, таа ја изеде сета овесна каша. Потоа, девојчето се мушна во дневната соба, каде што најде една голема фотелја, една помала фотелја и едно мало столче. Првен седна на големата фотелја, но и беше премека. Потоа седна во помалата фотелја, но и беше претврда. И на крајот седна на малото столче, кое беше совршено за неа. Но, крц, столчето се скрши и Златка тресна наземни, со нозете во воздухот, а задникот долу на подот. Се уште љубопитна, Златка се качи на горниот кат, каде што најде 3 кревети. Еден голем, еден помал и еден најмал. Бидејќи беше малку изморена, легна на големиот, па на помалиот, но и обата воопшто не беа удобни. Третиот, најмалиот кревет, пак и беше толку многу удобен, што само што легна, ги затвори очите и заспа. По еден час, трите мечки се вратија дома. И кога ги видоа празните чинии и скршеното столче, се запраша кој би можел тоа да го направи. Бараа насекаде низ куќата и на крајот влегоа во спалната соба, во која Златка мирно си спиеше. Малото мече извика: "Видете, таа го сторила сето ова, а потоа заспала во мојот кревет." Девојчето наеднаш се разбуди и кога погледна наоколу, почна да вреска: "Помош! 3 страшни мечки!" Потоа јурна по скалите надолу и излета од куќата, оставајќи ги зад себе трите добродушни мечки кои никогаш повторно не ја видоа.